Во текот на 51-та недела од годинава или од 15 до 21 декември се пријавени 314 случаи на грип и заболувања слични на грип, што е повеќе од двојно зголемување во однос на претходната недела, покажува извештајот на Институтот за јавно здравје. Најмногу заболени се регистрирани на возраст од 15 до 64 години, а најмалку кај лица над 65 години. Од Институтот нагласуваат дека земјата сѐ уште не влегла во сезоната на грип. Се забележува раст на бројот и инциденцата на заболувања слични на грип на неделно ниво, но се уште во рамките на вонсезонска активност. Иако на неделно ниво континуирано се регистрираат случаи на лабораториски потврден грип, процентот на позитивност останува под 10%. Согласно овие податоци, активноста на вирусот на грипот има регионална активност и низок интензитет на циркулирање. Анализите покажуваат дека најчесто станува збор за инфлуенца. Регистрирани се и неколку случаи на респираторен вирус, а нема заболени од COVID-19. Од почетокот на сезоната досега заболеле околу 1400 лица, а надлежните информираат дека нема смртни случаи поврзани со грипот. Заболените се пријавени од 23 центри за јавно здравје. Најголем број на заболени лица се регистрирани на територијата на Куманово, додека највисока кумулативна инциденца е регистрирана на територијата на Македонски Брод. Миење на рацете, проветрување на просториите, избегнување гужви и останување дома при појава на симптоми се препораките на надлежните, а вакцинацијата и натаму останува најефикасна заштита, додаваат тие. Во државата досега се вакцинирани речиси 79.000 граѓани со бесплатната и комерцијална вакцина, а процесот и натаму продолжува во центрите за јавно здравје. И додека бројот на заболени расте, здравствените власти уверуваат дека состојбата внимателно се следи и дека засега нема простор за паника, но има потреба од зголемена претпазливост.